Со повеќе активности во Штип, денеска во касарната Јане Сандански беа одбележени 34 години од формирањето на армијата. На свечениот чин со смотра на вториот пешадиски батальон, на присутните им се обрати командантот на единицата подполковник Ристо Стоев. Во изминатите 34 години гордо служиме на татковината, успешно извршувајќи сложени воени задачи и представувајќи ја нашата држава на меѓународна сцена. За нашиот принос добивавме највисоки признанија и одликувања. Потврдувајќи дека со професионализам, љубов кон татковината, лојалност, одговорност и посветеност кон реформите, успешно ја исполнуваме нашата мисија – одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на државата, развој на потребните способности и придонес кон колективната безбедност како равноправна членка на НАТО. По повод 18 август и денот на армијата на Република Македонија, министерот за народна одбрана Владо Мисајловски на партизанските гробишта одаде почит на борците кои ги положиле животите за слободата и независноста, какви и вечните почивалишта на Борис Трајковски и Киро Глигоров. Дивната жртва и нивното дело се дел од нашата историја и наша обврска е да го чуваме споменот за нив. Порача Мисајловски. За роденденот на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славеј планина бил формиран батальонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на Народно-ослободителната војска на Македонија. Процесот за формирање на современата македонска армија започна во 1992 година, кога тогашниот претседател Киро Глигоров со раководството на Југословенската народна армија го потпиша договорот за дислокација на федералната армија од територијата на Република Македонија.